Една од главните пароли на атеизмот гласи «Бог е мртов». Рускиот филозоф Николај Берѓаев на ова трагично тврдење додава логичен заклучок. Во нашата епоха не умре само Бог, туку и човекот. Негирањето на Бога и неговото отсуство од светот требаше да означуваат ослободување на човекот. Меѓутоа, наместо ослободување и семоќно влијание на човекот, владеат робство, осаменост, опустошеност, оче и дезориентираност, затоа што директна последица на губењето на Бога е загинувањето на човекот. Никогаш не може некој да сака да го убива Бога, а самиот тој да остане жив. Негирањето на Бога од страна на човекот кој мисли дека со тоа ќе може да оствари независност, дека само без Бога би живеел вистински како човек, придонесува да се гасни и верата во самиот човек и во самата човечност. Само со вера во Бога може да се верува и во човекот, зашто Бог е тајната и мерката на човековата големина. Верата во Бога и во Богочовекот Исус Христос го прави човекот целосен, го возвишува во слободата и во вечноста, го спасува. Човекот бара докази за постоењето на Бога, а би рекле, ако постои човекот, тогаш значи постои Бог како негов творец и извор на животот. Митот за смртта на Бог, кој разочара и збуни многу христијани и теолози, е настан самиот за себе, кој со своите трагични последици го обележува и го издвојува нашето време, го открива како епоха во која човекот се понижува, се поништува животот, историјата губи смисла и днината се обезнадежува. Говорејќи со јазикот на Светото Писмо, по прогласувањето на Бога за мртов, човекот не почнува да владее со светот, туку напротив, се воспоставува изопачена стварност, во која владеат хаосот, темнина над бездната, просторот на небитието, науката на нихилизмот, обожавањето на идоли, вештината на сатаната, со еден збор, тоа е општо владење на човековата смрт. Движењето од богоцентричност кон човекоцентричност, од богочовекот до човекобогот, резултира со самозатвореност на човекот во сиромаштијата на самодоволноста, со оставеност во ништожноста и бескрајните безизлези, со деформирање во идол меѓу безбројни идоли, со трансформација во исплашено и немоќно суштество, со губење на можноста да ја оствари својата назначеност и да му даде смисла на светот. Човекот на нашиот век, кој според митот што ја заведе современата епоха требаше да биде надчовек, се покажува победен од самиот себе, немоќен и опасен во својата семоќ. Тој се распознава како најпроблематичното и најнесреќно битие, разголено, опустошено, напукнато и гнилежно, отуѓено и очајно, без човечката неповторливост и таинствената димензија, без смисла и иднина. Исцратувајќи го графикот на својата автономност и самообожување, човекот разбира дека е сам и безпомошен. Човекот е заведен од самиот себе, без надеж на спасение, и затоа што е сам, тешко нему кој ќе падне, зашто нема кој да го подигне. Срцето на современиот човек носи во себе духовна пустелија и напукнатост, смртна болест, кои сигурно не се лекуваат со автономната култура или со хуманизам, зашто тие се создаваат според мерката на човекот или се развиваат само до феномени кои се затворени во себе, изразувајќи ги ограничените човечки можности. Оваа немоќ не се исцелува со знаење и наука кои, отуѓени од смислата и мудроста, водат кон рационалистичка и технократска, тиранска и нечовечна организација на животот. Не се исцелува со самозадоволство и еротизам, не се исцелува со лажно позитивно чувствување со кое човек се обидува да му даде некакво значење на својот живот. Особено блудот, како барање на арогантната желба на самообожаваното его, станува безлична, површна процедура на тирански врски, обележени со печатот на бедата и мерка на смртта. Безизлезноста на современиот човек не се лекува ни со магијата и божеството на техниката или со технолошкиот рај, затоа што техниката, одвоена од духовната длабочина на стварите, стигнува до угнетувачко и уништувачко господарење на човекот, лишувајќи го од творечките предизвици и можности за личен живот.
Техниката го сместува незаштитениот човек во толпата на безличното општество, во општеството на индустријско производство и изобилие од потрошувачки добра, олеснување и удобности, каде тој се уверува во својата маленкост и во пропаста на животот и се храни со зачмаеност и досада. Човекот станува уверен дека не е ништо повеќе од делче во механизмот на производство и потрошувачка, а животот микропредпријатие за преживување и опстанок. Свети Исак Сириски од 4 век пророчки говори за проблемот на техниката и мудро предупредува за нечовечните и катастрофални последици од рационалистичката и технократска организација на животот. Тој вели: телесното знаење. Тој го спротивставува телесното знаење наспроти духовното знаење. Значи, телесното знаење кое ја отфрла верата и не сака на Бога да ги пренесува човечките ствари, кое е безумно во своето подпирање на разумот и дрско во вообразеноста на својата семоќ, кое е соголено од божествената грижа и сиромашно во својата световна ограниченост, нема да му понуди на човекот ништо друго освен трајна вознемиреност и постојан страв. Медицинската терминологија тоа го нарекува анксиозност. Телесното знаење, продолжува Свети Исаак, не нуди ништо друго освен богатство, суета, украсување, телесно блаженство и разумска мудрост, кои му одговараат на раководењето на обесветениот свет и кои пораѓаат обновување на пронаидоците, вештините и знаењето. Човекот што му служи на ова знаење бидува поробен од малодушност, жал, очај, демонски страв, човечка плашливост, чувствување на опасност од кражба, претење со смрт, грижа заради немоќ и немаштија, грижа за задоволување на потребите, страф од смртта, од страдање и од зли бруталности. Едно такво знаење не е ништо повеќе од и трување. Тоа ги надминува сите лукавства. Кога ќе ги исцрпи сите начини на својата вештина, се бори со луѓето, со оние кои го спречуваат или му се спротивставуваат. Духовната сиромаштија може да се прикрива со медиумска информираност, но не се исцелува со никаква идеологија. Живееме во време на брзо производство на секакви идеологии, кои на луѓето често им служат за да ги маскираат своите нечовечки мисли и тирански гледишта. Со идеологиите се прават обиди да се премолчи суровоста на рационалистичката и механицистичка организација на животот, да се разубави лагата и нечовечноста. Духовниот пад не се лекува конечно ниту со источниот мистицизам, ниту со експанзијата на јогата и различни нехристијански методи за смирување, за лекување на психички трауми. Како христијани, најчесто крстени на рана возраст, повикани сме да се довериме на искуството на светите отци, за да се увериме и од сопствено искуство, дека ништо друго освен православниот духовен живот не ослободува од смртноста, безизлезот на празното секојдневие, од животната беда. Само со автентичниот православен живот во црквата, човек може да го надмине својот егоизам, да излезе од својата самодоволност и да стане соборностен, тоест личност на заедницата, со свест за историјата и со одговорност за сегашноста и за иднината.